и додека она идиото интернационале кој го води Социјалдемократскиот сојуз си прави шуш буш со Албин Курти некаде на тајни локации со милион обезбедување и сигурно си ја турка својата партија кон колосален пораз на изборите, каде што прашање дали ќе освати 14 пратеници. И додека тој го прави тоа, а овие од неговава партија се изгледа немоćни за да го спречат во таа намера. Додека седи, моли, преговара, им прави леп денс или она фрцкање во скуто на овие неговиве партнери од ДУИ, само за никако да остане на власт, па макар тие ја воделе цела држава, како што и сега ја водат. Додека го прави сето тоа, а ние нели нормално го оставаме затоа што сме свесни за разлика од негово членство што ги чека на изборите. Додека се обидува тоа идиото интернационале, тие своји непримерни блудни дејства, што се на штета на македонскиот народ да ги прикаже како не знам, како беше оно движење, пат за европска интеграција наспроти ние сите други што сме биле за изолација. Додека се обидува тоа да го прикаже така преку своите исто толку идиотски, предавнички, квислинчки портали кои што ја штитат, кои што се еден вид заштита на неговата квислинчка власт и влада, додека се обидува да ги натера да го манипулираат народов, па нарачува некои анкети сулуди каде што нели неговата коалиција, неговата партија води не знам колку, дека сигурно ги добива изборите, додека идиотон интернационале се надева на неговиот стратешки партнер дека ќе му помогне повторно да добие мандат, да остане како така на власт, барем и нели фиктивно се знае тогаш кој ќе води држава, доколку тоа идиото на интернационале добие мандат. Додека го прави тој сето тоа, во светот, како бомба одекна ова интервјуто на другар ми Владе Путин, на него мислам, со американскиот, би рекол, независен новинар Такер Карлсон. Пред околу еден ден беше објавено интервјуто на неговиот профил на Такер Карлсон на она што порано беше Twitter, сега X. Го гледав внимателно, не знам дали забележавте, ако го гледате интервјуто, ќе видите во позадина во салата каде што го прават интервјуто. Во позадина во еден кадар кој ќе се сврти малце камерата, се гледа една фотелја и едно раче вака на наслонот на фотелјата. Па јас сум тоа, бар, кој верува, кој не. И внимателно го гледав интервјуто на лице место, нормално. Со Путин сме на пичку матер го станете, тоа кај нас нема. Трте мрте. Има само трте. И кај таа чисто има само трте. Се упрашање Албин Курти и овие од ДУИ. Се прашање да го тачаат, да не зборам негово име. И малце сериозно. Го гледав интервјуто, треба да го гледате сите вие. Особено треба да го гледа оваа предавничка камарила која што води Македонија и која што се што прави изминативе години шири тешки лаги, дезинформации и лажни вести, како што тие се обидуваат тоа да го дефинираат, да го кажат, да го именуваат, кога сакаат да ги дифамираат, да ги компрометираат сите оние кои што не мислат како нив.
Значи, треба да го изгледаат ова интервју. За оно што го зборуваше Путин, јас сум пишал многу наврати уште од како почна украинската криза, не затоа што јас не затоа што тоа дошло од мојава глава, туку затоа што сум ги имал информациите, не само поради тоа што сум го гледал Путин во 30 на претходни интервјуа што ги давал за странци, нели, кои што доаѓале од колективниот запад, како што тој ги нарекува. И особено оние познати интервјуа со американскиот режисер Оливер Стоун, кои што се познати под името Разговори со Путин. Не се феноменално интервју во трајање од 2 часа. Такер Карлсон како новинар, како што им удоликува, духовит на 2-3 места. Путин исто така добро му ги прими овие 2-3 шеги кои што тој му ги упати. 1-2 шеги ги прескокна затоа што од позиција на, мислам, не реагира на нив затоа што од позиција на председател, веројатно на една таква велесила не можеше да си дозволи малце да го спушти значењето на тоа интервју. Затоа и на почеток Путин му постави на самиот почеток на интервјуто му постави едно прашање кое му рече: дечки, само да те прашам на почеток, правиме шоу вечерва од интервјуо или одиме сериозно? И Такер Карлсон му рече: одиме сериозно. И Путин почна. Сега нема да го раскажам цело интервју, веројатно ќе го гледам уште неколку пати. Но и од еднаш што го гледав вчера не ми беше тешко да запамтам одредени поенти, затоа што и самиот пишував за нив, затоа што Путин тоа го кажувал барем 15 години наназад. Им го кажувал на овие од колективниот запад, но никој не го слушал и никој не сакал да го слушне, или по наредба на овој нашиот најголем стратешки партнер се правеле дека не слушаат и затоа се доведува во една незавидна позиција, како што и ова предавничка будала, слушајќи ги сите околу него, а најмалце македонците, се доведе во една многу незавидна ситуација, кај што катастрофално ќе ги изгуби изборите и фактички ќе потпише смртна казна на својата партија и своето членство. Да одам на поентите на интервјуто кое што со Владимир Владимирович Путин. Прво му објасни во една малце подолго пледоје историјата зошто Русија влезе со војска во Украина. Тоа е се небитно, гледате го интервјуто, ќе видите зашто. Ја објасни целата историја на таа приказна, од почетокот со Киевска Русија, со христијанизирањето на рускиот народ преку принцот или кралот, не знам како беше, Владимир, овој роднината на принцезата Олга или принцесата Олга. Па се до оние крајни стадиуми на развој на кризата кои што претходеа на тоа да едноставно беше принуден воено да интервенира во Украина после сите молби, заложби, преколнувања, аман заман немојте, не сме глупи, не сме идиоти. Но да тргнеме на главните работи. Путин опуштено, многу пријателски расположен, всушност многу расположен да биде интервјуран, му објасни дека
уште неговиот претходник Елцин ги предупредувал американците неколку пати дека не смеат со русите да се поставуваат од позиција на доминантна сила во времето кога Русија, кога Советскиот сојуз практично падна на колена, кога Советите се договорија да ја растурат државата, тоа го напомена и Путин, затоа што беа свесни дека е крај веќе на тој систем и дека треба да размислуваат малце во подруг правец, капиталистички правец. И кога гледа во Западот евентуално своји сојузници кои што ќе им подадат рака кога веќе падна Советскиот сојуз, кои ќе им подадат рака да излезат од проблемите, од кризата, од позицијата на голема сила која што паднала на колена. Основната работа која што Елцин ја барал од американците, дури од позиција на говорник, мислам, во Обединетите нации, луѓе, окей, сега сме на колена, но бараме помош да станеме. Кога сменивме системата, вие ветивте дека НАТО нема да го ширите. Добивме гаранции дека НАТО нема да го шири. Немојте да се однесувате кај нас со нас како со, не знам, Хаваи, Порторико, Морторико, појма немам тие, Панама, Манама. Ние не сме тоа. Затоа што, не заборавајте, Русија еден ден пак ќе биде голема. Не го послушале, тогаш почнала кампањата против Елцин, дека не знае што збори, дека е нон-стоп во делириум тременс, дека алкохолните пари го имаат целосно обземено, иако Путин во интервјуто кажа дека многу добро знаеше што збори, затоа што јас кога дојдов на власт, вика истото им го кажав, тогаш вика прв пат им го кажав. А тие вика 5 пати не излажаа дека нема да го шират НАТО и постојано ги придвижуваа границите кон нас. За на крај вика да влезат преку своји продолжени раце на својата длабока држава, за да влезат во Украина и да почнат да прават од Украина една огромна НАТО база. Да замижуваат пред растот и да го помагаат со многу пари растот на неонацистичките движења, неонацистичката идеологија, неонацистичките наративи, кои што подоцна ќе доведат до Мајдан, до нападот на руското население во Донбас и во тие делови, кои што ќе станат, кои што ќе укинат многу права на рускиот народ во Украина, движења и партии кои што на некој начин ќе ја земат моќта на Украинската православна црква, која што до тогаш држала некој врзно ткиво меѓу русите и меѓу украинците во Украина, и затоа и биле свесни дека таа мора да се остави без своите алатки, без својата моќ во тоа поврзување на народот кој што живее тама. Втора работа, вика, што направив на вашиот председател, тоа време мислам дека беше Буш,
кога беше кај мене, вика му реков, што мислите, господине председателе, кога ние би посакале да станеме дел од НАТО, да пристапиме на НАТО? Вика, се збуни. Не знаеше што да ми каже. Вика, интересна идеја. Ај, вика, оставите ме, вика, да исконтактирам некои луѓе, вика, од моево окружување, вика, вечер на состанокот ќе ви кажам. Дојде, вика, на состанокот и ми вика, председателе, ништо од таа работа. Нема расположение. Такер Карлсон новинаров го гледа учудо вака. Само овие работи се знаеа, само камарилава пропагандна и особено светска, западноевропска и светска и оваа тука кај нас. Овие работи не ги кажува ако почна конфликтот во Украина, војната во Украина, иако јас ги пишав неколку пати. Да, вика, значи, не можам да ви излезам у пресред. И Такер Карлсон го гледа учудење и му вика, чекај сега, ако ви кажеше, вика, нашиот председател, да, може, вика, ке пристапевте, вика, во НАТО. Овој му вика, па ја не нормален ли сум да го прашувам за амбиентот, атмосферата, што би се случило кога ние би побарале да влеземе во НАТО. Ја зашто би го прашал, вика, тоа, заебанција, вика, ја не сум, вика, таков човек. Со такви работи не се заебава. Кој го гледа учуден и Путин му вика, ја вика, овие работи можете лесно да ги проверите. Вие сте американец. Одете, вика, кај вашите таму и само прашете ги. Прашете го вашиот, нели, тогашен председател. Дали тоа беше така? Трета работа. Решија, вика, ракетите да ни ги остават, нов ракетен штит да ни прават, вика, у дворот тука кај бунарот. Куќето кај што ни е врзано. И вика, ние како голема сила, рековме, ма чекај, ама ова више вака не може. Вика, овие сериозно сакаат да не загрозат како народ, како држава. Отидов кај Буш и му викам, што е ова? Зошто го правите ова, бе, луѓе? Зошто? Притисок, така вика на интервјуто. Само знаете низ филтерот на доминација преку насилство, преку силеđество, преку сила, да се обидате да ги наметнете своите интереси, колку и да се тие погубни во историска смисла. Но го посочи, вика, тоа на Буш јуниор. Вика, правите голема грешка, председателе. Зошто го правите ова? Ајде, вика, ако веќе, ама он вика ми вика, заради Иран тоа, не заради вас ракетните штитови тамо во Полска, во не знам каде сака да ги прават. Добро, вика, ако е заради заштита од Иран, вика, што ја знае, дека, вика, у моментот тоа име само, вика, обичен, вика, изговор, лага, манипулација. Добро, вика, ајде тогаш, вика, друже, заедно да ги правиме, вика, ракетниот штит. Вика, ние како Русија, вие како Америка и Европска унија тука заеднички да биде. Вика, не може, вика, тоа така. Ние, вика, немаме, вика, никакви намери кон вас. Добро, му рекол Путин, ако не сакате заедно да го правиме ракетниот штит, да видиме една стратегија на одбрана да имаме, тогаш, вика, јас ке морам, вика, да правам заштита, вика, од тој штит. Добро, вика, председателе, му рекол овој, правете вие заштита, ама да знаете, тоа не е, вика, ракетниот штит против вас насочен. И тогаш, вика, Путин, почнавме, вика, ние да правиме моќно, вика, супер хиперсонично оружје. Во тој момент свативме колку е саат и почнавме да развиваме, вика, хиперсонично оружје, кој што сега е далеку пред американското и пред кинеското. Фактички, му кажа на Такер Карлсон, преку тоа интервју му порача на американците, сега можете да ни се фатите со оружје, браќа американци. Немате вие сега одбрана против нашето оружје. Не и се,
стигна и до конфликтот како почна во Украина, го објасни државниот удар што се случи на Мајдан, финансирањата на нацистичките движења, милитантни групи и така натаму, но дојде до оние последни фази кога се одлучуваше ќе биде војна или не. Вика ги минира сите договори, и Минск тоа 2, Минск 1, Минск 2, вика ги минираа намерно договорите. Да нема, вика, договор помеѓу рускиот и украинскиот, вика, народ во Украина, кој што е, вика, руски народ. Објасни после еден луд пример во интервјуто кога руски војници обколиле некоја поголема формација сега за време на војната со украинска војска, им рекле, им викнале: предајте се луѓе, сите ќе ве поништиме. Предајте се. И тие се раздрале од тама, вика, ние сме Русија, русите никогаш не се предаваат. И овие ги спотепале сите. Тоа Путин го каже во интервјуто, кога потенцираше дека кога тогаш пак ќе се обноват врските помеѓу завојуваните страни. Но, тоа на страна дали ќе се обноват или не после ваква војна. Што сакам да кажам? Вика, почна војната. Вика, украинците беа спремни, вика, петиот месец, вика, да потпишат, вика, договор за мир. Да седнеме на маси да се договориме, да баталиме, да војуваме. Што направивте, вика, вие? Вика на Тагер Карлсон. Вика, попративте, вика, Джонсон, премиеров на Британија, вика, да му нареди на Зеленски да се откаже од подпис на договорот. Тоа, вика, направивте. Му наредивте на Джонсон. И тоаш Такер Карлсон му кажа, мислам, многу духовито: не, вика, председателят Путин, не, јас, вика, ја не бев дома таа вечер. Беше многу лудо, тука и Путин се изнасмеа на тоа. Нормално му кажам, не, вие, него мислам на вашите политички елити. Значи, вика, повторно, ние, вика, секогаш бевме спремни, сега, овој момент, вика, сме спремни за да седнеме на преговарачка маса. 10 пати му го повтори тоа во интервјуто. 10 пати. Сега, бе, овој момент ќе седнеме, само вашите нека се тргнат од погубната политика што ја водат, нека му кажат на Зеленски да се врати каде што бевме и да седнеме на маса да потпишеме се што еве и тогаш сакавме да потпишеме. Зошто, вика, тоа не го направи? Викам, ја не можам да си објаснам зошто. Зошто постојано им дотураат милиарди долари, оружје? Што да помислам, вика, јас као председател поинакво од тоа дека сакаа да ја уништат Русија. Вика, сега ќе ви кажам како ја уништија Русија со санкциите и со тоа што праќа и оружје и своји платеници да се борат против нас и така. Сега ќе ви кажам, вика, како ја уништија. Не направија посилни од било кога минатата година, вика, бевме прва економска сила, водечка економска сила во Европа. Ако беа, вика, нашите, што знам, меѓународни трансакции во рубли пред 20 години, не знам, 3, 5, 10%, вика, сега се, вика, 34-35%. Да не ви кажам во јуани колкава е таа разлика, колку биле пред толку години, колку се денес. Вика, нашата балансирана трговска размена со Кина е во моментот 240 милиарди долари. Никогаш, вика, поголема, вика, тие се нашиот најак стратешки партнер, најмоćната економска сила. Европа, вика, се повеќе зависи, вика, од Кина. Што направија, вика, со тоа, со тие санкции? Си пукаа самите себе, мислам, тоа така го употребаа на едно место во интервјуто, затоа ше еднаш го гледав она што сум го запамтил, ви го кажам. И вика, и после се, вие, вика, гледате во Русија бугимен, овој баба Рога што викаме ние. Каков бугимен сме ние тоа кога, вика, една одлука крупна, геостратешка, геополитичка, еве, ако
откако сум на власт, не ја донесов откако неколку пати претходно не ве замолив да не правите некои работи. И Буш, и не знам после Буш, кој беше Обама, и не знам кој, па после дојде нели Трамп и така натаму. Поготово вика Буш, со кој што вика има феноменални вика лични контакти, вика многу се почитувавме, но тој вика на ниво на носење политички одлуки вика направи и му го кажав тоа, правиш колосална историска грешка која што ќе му донесе најголема штета на македонскиот на американскиот народ. И вика тоа се покажува веќе. И Такер Карлсон таму вика, добра вика, вие сега би отстапиле вика би прифатиле мировен договор доколку нели некои работи се сменат во американската политика кон нас доколку Абе човек вика 50 пати ти кажав. Овој момент ке седнам на маса и ова беше вика мој став и пред 2 години. Како што и требаше да седнеме на маса, вика и војната ќе траеше 5 месеци, немаше да трае повеќе од 2 години. Имаше еден момент во интервјуто кај што Карлсон го праша Путин, добро вика, толку ли е вика тоа тешко вика да го направи сега Америка и НАТО еден вид на спуштање топка на земја кон Русија. Да, вика, многу им е тешко да го направат тоа. Затоа што заглибија до гуша во кал. И сега вика бараат излез од ситуацијата како да признаат дека загубиле. И вика јас од аспект и на бивши разузнавач и на државник, јас ги разбирам дека им е многу тешко сега да најдат излазно решение. А да си ја зачуваат капата на глава, тоа е достоинството. И јас затоа, вика, им давам време да го смислат и тоа. Да смислат излезно решение, у кој што никој нема да биде повреден. Ама излезот ќе биде тука. Тие ќе си ја признаат грешката, а ние вика ќе прифатиме примирие и нема повеќе да има војна. На прашањето дали овој конфликт на кој што не му се гледа крајот, очигледно, ќе доведе до нуклеарен Армагедон во светот, гледајќи како се заоструваат состојбите во окупирана Палестина и во цел тој арапски свет тамо, чија главна потпора во моментов е Иран. На тоа прашање дали ќе дојде до нуклеарен Армагедон, Путин му вика, дечко, никој не е ненормален да го уништи човештвото. Никој не е ненормален. Кој е таа будала, кажете ми една во светот, што ќе каже ајде да се спукаме со нуклеарки? Не бе, дечко. Немојте да мисли дека јас сум будала како што ме прикажувате тамо во ова. Но, ако продолжите вака, и ако случајно, значи, и ако не си ја подвикате опашката, и ако случајно дозволите некоја од НАТО силите, кои што се во тој регион, Балтички, мамо таму, Полска, Литонија, Естонија, направи чекор кон загрозување на рускиот народ и руската, нели, овој вика родина, татковина, држава, така натаму, рачунете истиот момент ќе имате војна во најмоćни димензии. Затоа што вика, ние ќе мора да се браниме
како што се браниме и до сега. Од вашите лоши политики, па му потенцираше тука, не мислам вашите како лични, него вашите како американска политика. Не знам, горе-доле долго интервјута, има многу детали, многу интересни моменти, игра на зборови, игри со погледи. Но во принцип, ќе го чуете вистинскиот Путин, колку може човек од негов калибар во едно такво интервју. Но, ќе кажам да биде искрен, но јас верувам дека е искрен, затоа што ќе повторам, овие работи Путин ги кажува 20 години, кој ги следал неговите интервју, неговите настапи. Вклучувајќи го оној на оној што беше конференцијата во Минхен 2007-2008 година. Кај што прв пат отворено им се закани на тој колективен Запад дека мора да престанат да ја третираат Русија како некое бездомниче, како некое сиропиталиште. Им даде до знаење, нормално не многу отворено, но им даде до знаење дека нешто се случува во Русија и Русија нема да биде онаа старата што ќе може да ја шлашкаат како сакаат, како што го шлашкаат ова нашево идиота интернационале, оној Курти и овие од тука, овие големите сојузници на нашиот најголем стратешки партнер од редовите на ДОИ, кои што се нели многу антируски расположени и така натаму, да ја докажат својата голема љубов кон Соединетите Американски држави. Безусловна љубов кон Соединетите Американски држави. Значи, погледнете го интервјуто, мислам дека вчера го видов тоа на негово видео обраќање, ја го гледав на англиски интервјута, но Јанко Илковски или Јанко Јади Бурек направил превод, тамо на телевизија Сонце, мислам го има постирано, можете да го гледате, мислам сега и со македонски превод, и добро е што го направил Јанко тоа. Гледајте го за подобро да ги сватите работите, да видите како еден прав државник на една голема земја бескрупулозно кажува некои работи. Има многу интересни детали во интервјуто, например, на крај нема се тоа да ви го објаснам како му објаснува на новинарот зошто е уопсен еден американски државјанин, дека уопсен за шпионажа и зошто ако овој му вика, бе, дете, знаеш, 32 години има. Па не, тој сега некој супер шпион, тоа. Не, вика по дефиниција, вика на шпионажата, тој вика е шпион. Но, вика течат некои преговори, па некои тајни канали, што ги водат тајните служби, тоа што е обичај у такви случаи, па видиме, може и ќе ви го вратиме со одветни отстапки, ќе видиме. Вика, сега јас не би навлегувал во тоа. Подолго малце трае тоа образложување, но погледнете го интервјуто, да видите како се однесуваат вистински државници. Добро сега, Русија е веќе велесила, која што ги пререди лего коцкичките во светот. Светот повеќе за среќа не е ист. Благодарение на Владимир Владимирович Путин, сега ви одма може тука да направат овој проруски комплетно. Шо? Санки од вас што сте проамерички многу аер видовме у животот. Но, пак да се разберем, има доволно глупаци у држава кои што можат свашта да помислат. Ја често тој на стендап го кажам дека сум пример пари у рубли од Путин. Еве, ние само другаруваме приватно. Чак пат ке набаци некоја женска. Тие Маша, Сташа. Иначе, пријателски генерално, да. Си шетаме у природа, си гледам. Мечки ловиме понекојаш, да, мечки.
Баш пред некој ден помогнав кит да фати еден таму у Северно море. Викам, Владе, кит. Вика, влези у вода, вика, пливај, вика, малце, вика, да тргне, вика, до тебе, вика, по тебе малце да се доближи. Ја влагам у вода, пливам. Китов не реагира, ме гледа, вика, која будала, вика, толку ладно, вика, влезе у вода, плива. Јас влагам под вода, књурна му свирна. Ела вамо бе, му викам, под вода. И китов, знаеш, доплива до мене и го зема еден хап, го шлако му го залена во човек. Правевме некои стекчиња ово, месевме. Се начукавме во пари, да, генерал. Дружиме, како да ви кажам, се јебик. Не сум ја кој ние цивили, не, нешто, Америки, вамо, тамо, не, Јас сум бе хардкор селјачина, бе, сакам со Руси да се дружам, бе, не се да дама некој не знаат шо се. Тоа, да не претерувам. Значи, сериозна препорака, погледнете по интервјуто. Ај здраво.